за средновековниот период византолог, сте имале контакти со ваши бугарски колеги, на симпозиуми, работни средби и така натака. Каков е вашиот став? Беа ли успешни тие контакти? Што по правило треба да произлезе од нив? Колку се тие важни? Благодарам на поканата да учествувам во оваа дискусија. Моите контакти со колегите од Бугарија датираат од 1993 година, прв пат отидов на симпозиум во Софија. И од тоа до сега имам плодна соработка со многу од моите колеги. И тогаш сме дискутирале за многу прашања кои што не спојуваат и прашања кои што не разделуваат. Интересна беше една констатација на еден мој колега, не икам да му го кажам името овде, син на академик. Беше тогаш прашањето зошто Бугарија признава државата Македонија, а не ги признава македонците. Тој истакна дека ако Бугарија признае дека постојат македонци, во Бугарија ќе нема бугари. Што мене ме замисли потоа, кога почнав да истражувам по Варна, по Несебар, Тракијскиот дел надоле, секаде наидував на македонски корени, на македонски монети, на луѓе кои што викат, а јас сум македонска снаа, јас сум по потекло од Македонија и така натаму. Луѓето слободно се изборуваат со нас. Но во јавноста тоа не смеат да го кажат. Истото и со пиринците. Има различни аршини. Доскоро Пиринска Македонија беше запустена, имаше само онај патот по Струмана кај кулата надолу, другите патишта беа мизерија да не смеете да тргнете по нив. Сега, благодарение на овој странски инвестиции, нешто барем до Банско се инвестира, се поправи, но положбата на луѓето таму не се поправи. Дури и во они инвестиции која требаше да се гради пругата меѓу Македонија и Бугарија, не сакаа да биде по брегалница, вика ние не сакаме да спојуваме Македонија со Македонија, него Македонија со Бугарија, па ја однесла преку Паланка до Кюстендил и не ја направи. Не случајно не ја направија. Значи има многу работи. Кога станува збор за добрососедски односи, јас од тоа би почнал. Во Ретје, јас сум за тоа и сум прв, ама сум за она што го спомна и колешката Ачковска. Ако ние сме соседи, јас ве почитувам такви какви што сте, треба и вие да ме почитувате мене таков како што сум, а не да ме брусите и да ме делкате и да ме правите да бидам како вие што сте. Што ќе бидеме тогаш? Сите ќе бидеме некои роботи, сите ќе личиме едни на други, ќе правиме исти постапки, нели? Богатството е во различностите. Друго, сите нас не обвинуваат дека ние фалсификуваме нечија историја и сме преземале нечија историја. Не е така. Напротив, ако навлезете во историографијата, не во изворите, во она што е напишано, ќе видите дека сите соседи фактички ја присвојуваат нашата историја, а не дека ние сме присвоиле нивна. Грците ни ја присвоја античката историја. Ти никој пат во антиката нема единствена грчка држава, има градови полиси. Александар, Филип и Александар ги подчинија. Тие тогаш кон нив се обраќа кон варвари, варварско дете го нарекуваат Александар, заговараат борба против варварското дете, против варварскиот јазик. Сега наеднаш варварите станаа грци, односно грците станаа варвари. Така испаѓа, нели? Тоа е се ради онаа територијална претензија за која што зборуваше професорот Миновски. Веќе кога освоија делови од Македонија, а до 1986 година не смееше да се спомне името Македонија во Грција. Кога се увиде дека се распадна Југославија, после 1986 почна да нарекуваат Македонија грчка, до тога не споменува. Имаше дури и закон забрана за името Македонија и да не се враќам натаму. Значи, тие не зедоа античката историја. Бугарите сакаат да ни земат она средновековната, дел од нововековната и најнововековната историја. Тоа не се добрососедски односи. Споминам професорот Миновски. Точно бев иницијатор да се создаде, да комуницираме, значи да разминуваме литература и така натаму. Направивме и заедничка средба, прво во Бугарија, каде што отидовме 50 историчари од овде, они сите таму, за разлика од нас.
бугарите имаат 6-7 историски факултети во нивната држава, ние немаме ни еден. Ние имаме институт за историја при филозофски факултет и сите ни се смеат. И имаме институт за национална историја, а немаме факултет за историја. На сите бугарски универзитети, без разлика што сакате да студирате, носечки приемни испити се историја и бугарски јазик. Па потоа другите два. Дали, нели? И задолжително во Министерството за образование канив се вработени 6 души историчари. Повеќето се од Велико Трново и тројца беа од Софија, барем зборум до 2004-2005 година. Кај нас нема ни еден. Во Министерството за надворешни работи канив се вработени 16 души историчари. Посебно имате за Јужна Америка, познавач, па за Северна и така натаму, и тие се така ја развиваат идеологијата, така дошле до таа доктрина. Кај нас историјата е ставена на најниско ниво доле и кај нас историја сите знаат. Сите ја репродуцираат, сите се занимаваат со историја. Кој како ќе седне на столот, тој станува историчар, а не прочитал ништо од историја. Зошто никој не се зафати со математика, со астрономија, со филозофија, туку сите се фаќаат за историјата. И сите ја толкуваат и сите не обвинуваат нас историчарите. Дискутиравме со колегите од Бугарија. Доаѓа и тие тука. Доаѓа, и тоа имаше луѓе по потекло од егејскиот дел на Македонија, имигрирале во Бугарија. Они кажуваат, ние сме вика егејци, ама сега сме вика во Бугарија, ние сме бугари. И дури бевме на повидок да направиме нешто, дискутиравме кои прашања може да се доближат, каде што нашите ставови може да се доближат, да бидат блиски. Ама самите тие рекоа, се е тоа во ред, ама има прашања, вика, каде што, вика, очи ќе си извадиме. Тоа беше токму прашањето околу Кирил и Методи и Цацама. За другите прашања рече ќе најдеме разбирање, ќе најдеме солуции. За тие две прашања, вика, ние не отстапуваме. Па викам, тука најне сте во право. Зошто? Иако датумот на раѓање на Методи се уште не е точно утврден, по историчарите го датираат од 810 до 825 година, значи во тој период, за Кирил утврдено дека е 827. Родени се во Солун. Знаете ли каде биле бугарите тогаш? 814-815 е подпишан 30 годишен мир меѓу Византија и Бугарија. На Византија на Бугарија е отстапена само Сердика, денешна Софија, и границата е северно натаму за Витош. Јужно од Софија бугари нема никаде. Како тогаш овие што се родиле во Солун 810-та или 825-та се бугари? Бугарите продреа до Солун дури некаде во 904 година. Во времето на Борис тие продреа до границата на Беласица, некаде границата меѓу Византија и Бугарија е по Беласица, од прилика денешната граница меѓу Македонија и Грција, со тоа што кај Костур слегува малку јужно и излегува на албанското крајбреж. Значи зборам за 864 договорот меѓу Византија и Бугарија. А тогаш Кирил и Методи се во Моравија и тие действуваат против Бугарија, бидејќи Бугарија била во сојуз со Германија, а тие во Моравија ги штитат византиските интереси и делуваат на страната на моравците за да го спречат тој воен сојуз меѓу Бугарија и Германија. Значи, луѓе кои што работеле против Бугарија, тие ги присвојуваат сега за свој. Тука е абсурдот. И они од тоа не сакаат да отстапат. Историските факти се тие. Имам пишувано и за тоа, објавувано веќе до тука ми. Имам објавено некаде околу 20 статии во Бугарија, од кои верували или не, имаше периоди кога ми објавија статии на македонски јазик. Некој ме натера да ги преведам на англиски, некој ги преведов и на бугарски. Не страдам од тоа. Нека прочитаат да видат какви се мислењата. Значи, дека ние немаме фобија од нив. Јас не се срамам кај нив да се зборувам бугарски, ако што не срамам во Србија да се зборувам српски. Ама ти кој ќе дојдеш кај мене, да покажеш учтивост и дека ме почитуваш, зборувај македонски. Значи, тоа е она што треба ние да го задржиме. Не треба кој како ќе дојде на власт да ни кажува на нас историчарите
Како да пишуваме? Ние си го знаеме знанието. Значи, ние знаеме како треба да ја пишуваме историјата. Треба да се раководиме од изворите, од историските факти, аргументирано да ги презентираме на поколенијата за да научат да не ги прават грешките што ги правеле нашите предци во минатото, односно некој ако не владеел нас, како не завладеел, што направил од нас, што корист ми имале, што штета. Кога тоа ќе го прифатат сите соседи, дека ние не сме ги донеле тука, ние не ги убивме бугарските војници на Кајмакчелан, не ги ни поканивме да дојдат тука. Што е со македонските војници што загинаа од двете страни на тој фронт, зашто никој не ги споменува? Каде се тие? Ако правиш споменик на тие, дај ги тие ги кажи. Зошто за нив молчиш? Не можеш да ми бидеш добар сосед ако ти сакаш да ми го земеш дворот и куќата и мене да ме обезличиш. Европа многу добро знае која територија раздели 1912, бидејќи потомците на тие што го потпишаа договорот се денеска на власт и во Грција, па во голема мера и во Бугарија. И тие не може да признаат дека ја поделиле Македонија и да кажат да, ова е Македонија. Се уште Европа се плаши од сенката и од името на Македонија и додека не го сотри тоа, никој пат нема да не примат нити во Европска унија, нити во НАТО, а ние ко слепци тропаме на тие врати, мислам дека треба да завртиме грб натаму. Не сум политичар, зборувам од историски аспект. Професор Атанасов, на социјалните мрежи деновиве кружеше еден ваш став изнесен на научен собир 1000 години од смртта на цар Самуил, каде што вели во насловот цар Самуил не е бугарски цар, туку тој се отцепил од бугарската држава и верите дека бугарската наука немала секогаш единствен став по тоа прашање. Согласно тоа, како треба да се гледа на поклонувањето на македонскиот и бугарскиот премиер на споменикот на цар Самуил во Софија, на кој пишува дека тој е бугарски цар? Дали е тоа гест за надминување на недоразбирање, желба за помирување, како би го гледале? Точно, тоа беше еден реферат изнесен во Ресен, бев поканет од еден мој студент Зоран Тански и од градоначалникот на Ресен, не се сеќам како се вика, се уште е градоначалник, Стрезовски, да, Битолченец по потекла во Ресен е градоначалник, и тогаш бевме собрани некои 10 души таму, одржавме тркалезна маса, требаше да излезат материјалите во зборник, но јас се уште немам добиено зборник, не знам докаде е, но реферат со слична содржина, набргу потоа, тоа беше во септември во Ресен, во октомври одржавме во Струмица. Еве го зборникот, објавен е во Струмица, музеј на град Струмица, Васе Георгиев беше тогаш директор, сега е, мислам, Рујак директор. Тие го објавија, овде имате поместено едно 30 на реферати од видни и историчари и лингвисти, каде што се толкуваат баш за Самуиловата држава од војно-политички аспект и културен аспект. Значи, ако сакал, некој можел да го прочита, 2015 го објавија, сега сме веќе 2017, значи тоа е 2014 изнесен рефератот, веќе 2 години во јавноста го има. Ама, кај нас изгледа нашите повеќе им веруваат на другите историчари, не на собствените. Некако повеќе милуваат да читаат другите како не негираат и, па така е, него да си ги прочитаат своите историчари. Поклонувањето пред споменикот на цар Самуил ги даде некои и двете слики на споменикот на цар Самуил во Софија и на споменикот во Скопје. Можете да забележите од самиот надпис на споменикот кој шири големо државна идеологија, дали ние или бугарите. На споменикот овде стои само цар Самуил, не стои ни македонски, ни бугарски, ни грчки, ни ништо. Само цар Самуил. Таму они го ставија цар бугарски. Не постои ни еден запис во историските извори каде што Самуил се нарекол бугарски цар. Постои еден надпис кој што е проблематичен, надгорната плоча од село Герман, раб Божји Самуил, што е нормално со христијанската идеологија. Никаде,
Има некои подоцнежни хроники кои што фактички се од подоцнежно време, каде што согласно онај договор за меѓусебно признавање во 927 година меѓу Византија и Бугарија, кога го признаа бугарскиот цар Петар и кога ја признаа патријаршијата, бугарската патријаршија, и признаа територија во која што територија влегувала и Македонија, но влегувала и Албанија, и денешно Косово, и Србија граничеле со Хрватска, и Војводина горе Панонија граничеле со Германија и со Моравската држава. И византиците тоа си го именуваат како бугарска држава, како бугарска земја. Сиот народ за нив е бугари, не водат сметка кој како. Бидејќи такво е сваќањето на византијците. Тие се ромеи, римјани, а не го виделе Рим, потомци на римјаните. И они се припадници на таа држава и сиот народ е така. Има некои императори што си именуваат Сириец, Ерменец, имаме и македонска династија додуша 200 години што влади така натаму. Значи, тоа не е сметало, но тој работи за каузата на таа ромејска идеологија. Тој не ги сече корените на државата, тој не распродава ништо. Тој се бори за таа држава, иако е свесен дека он не е тоа што е. Ама тој останува на власт. Тој владее во името на Бога. Има многу работи за кои што би сакал. Подобро да оставиме повеќе време ако има некое прашање, пошто ако ја предавам овде целата средновековна историја, 3 семестри ми треба да ги објаснам работите, овде не може за 15 минути. Само за крај една поента од сите присутни професорот Миновски. Се коментира дека е крајно неприфатливо во 2 дена да се дадат толку изјави во кои што се бара и нуди смена на содржина на учебници. Целосна критика кон творештвото на македонските научници, се обвинува македонската страна во минатото за неконструктивност кон соседот, без да се консултира стручната јавност. Се ветува за молкнување на македонските историчари и така натака. Постои ли ваков сличен пример за градење на меѓусоседски однос? Вакво пословување на градење на добрососедски однос? Секако дека нема. Меѓутоа ќе споменам како еден карактеристичен по повод договора што ќе го подпишуваат, нели се договарат. Во 38-та година, 1938 Бугарија и Србија и Југославија, тогаш кралството Југославија, подпиша договор за вечно пријателство. Ама по 2-3 години почна војната. Значи, ете какво може драстично да се отстапува од она што некој ќе презел обврски. Во секој случај, значи, меѓутоа, овдека од она што можеме сега ние да предпоставиме врз основа на овие изјави што се дава, од нас се бара да прифатиме дека се она што ќе биде во договорот, ние ќе мораме да го спроведуваме. Од тие причини, само дури во случај да се окупирана земја не се прифаќаат такви услови. А не